Град Скопје оваа година прв пат ќе распише јавен повик за субвенции за граѓани за купување електрични тротинети. Градските власти од својот буџет за оваа намена издвоиле 1 милион динари, а дел од средствата се обезбедени и со пренамена на средства кои беа неискористени од буџетот за субвенции за велосипеди за лица со посебни потреби. Бидејќи заинтересираноста беше послаба и дел од средствата предвидени за таа намена останаа неискористени. Планирано е на наредната седница на Советот на град Скопје средствата да се пренаменат за субвенционирање на електрични тротинети, изјави од секторот за сообраќај на град Скопје. Максималниот износ за поединечна субвенција за купување електричен тротинет по лице се утврдува во износ од 50% од вредноста на електричниот тротинет, но не повеќе од 10.000 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход. Условите за учество се исти како и кај јавниот повик за субвенции за велосипеди. Право на учество на јавниот повик имаат жителите на град Скопје кои треба да достават барање за надомест, доказ за жителство во главниот град, копија на важечка лична карта на барателот, копија од трансакциска сметка на барателот. Потребно е да се достави и доказ дека е извршено купување на нов електричен тротинет и тоа со копија од фискална сметка или фактура и извод од деловна банка со датумот од денот на објавување на повикот. Електричните тротинети стануваат се попопуларни во светот. Нивната предност е малата тежина, тежат од 10 до 15 килограми, а имаат релативно висока моќност и носивост. Некои модели развиваат брзина и до 35 км на час. Развојот на технологијата овозможи овие алтернативни превозни средства да може да поминат и до 30 км со само едно батериско полнење. Целта на оваа мерка е стимулирање на граѓаните за помасовно користење електрични тротинети како алтернативно превозно средство, соопшти град Скопје.